Şimdiye dek azınlıkların hakları hakkında çok defalar Sosyalist Birliği'nin oturumlarında, aynı zamanda komitenin toplantılarında da konuşulmuştur. Bu hususta durum nasıl diye anlayabilmek amacıyla bu defa ekibimiz Ustumca Sosyalist Birliği Kent Konferans Başkanı'nı ziyaret etti. Arkadaş Ocakov, azınlıkların sorunları Ustumca Belediyesi'nde hangileridir? Секако еден од основните проблеми на населението од турската националност во општина Струмица представува школувањето на учениците до основното образование. На подрачјето на нашата општина во неколку училишта се има овие паралелки за учениците од турската националност, и тоа во градот има 4 паралелки со околу 141 ученик, потоа во селото Мемешли со 23, селото Дорломбос 38, паралелка во село Иловица, во село Банско, село Висока Мала. Учениците во овие училишта наставата ја следат на турски јазик, меѓутоа до четврто деление, и понатаму со овие ученици сосема еден мал дел од нив продолжуваат наставата, и тоа по неколку ученика, 2 до 3 ученика во паралелките на кои се изведат на македонски јазик. Меѓутоа овие ученици тешко ја следат наставата на македонски јазик. Па за таа цел секако се поставува проблем за продолжување на учениците и прифаќање на учениците кои завршиле четврто деление во погорните класови на основното образование. Меѓутоа досега, а и понатаму сигурно останува проблемот на просторот, проблемот на кадрот, и тоа се, мислам, два основни проблеми со кои се среќаваме ние во нашата општина. Што се однесува до просторот, оваа година со иселувањето на општинскиот суд, училиштето Маршал Тито, во кој се сместени поголемиот број на ученици од турската националност, овој проблем мислам дека е решен, па во иднина се створени услови за отварање на нови паралелки и во повисоките класови на основното образование. Меѓутоа, еден од основните и понатаму суштествени прашања останува прашањето на наставничкиот кадар. Почетокот може дел од предметите математика или другите предмети да и наставници или професори на македонски јазик да изведат настава, меѓутоа оние суштествените, мислам, за нив за прашања и наставни предмети, тоа да има обезбедено наставен кадар од турска nacionalnost. Saydığınız ödevler eğitim yolundaydı. Yani kültürde ve diğer yönlerde var mıydı ve hangileriydi? Nasıl çözümlenmiştir? Во поглед на останатите сфери, развојот на населението во турската националност е формирањето на културно-уметничкото друштво Чочек во Струмица, а од оваа година е и формирањето на фудбалскиот клуб Бирлик, кој се надпреварува во општинската фудбалска лига и за чие играње и постоење владее големо интересирање во градот од целокупно население, а посебно од населението од турската националност. На првиот надпревар оваа година посета имаше од околу 1500 и до 2000 навивачи, а веќината од населението на турската националност. Со тоа мислам дека и формирањето и на слични такви друштва и издруженија на граѓаните од ова
и другите области, ќе овозможи еден поцелосен развиток, културен, спортски и друг развиток на народот и народностите од турската националност. Arkadaş Akov, katılınızda teşekkür ederim. Проблемот со незапослената работна сила во подрачјето на општина Гостивар е еден од најактуелните проблеми кои што со кого во овој момент сме соочени како интересна заедница, како стручна служба на интересната заедница на вработување, а исто така со тој проблем стои и пред останатите општествено-политички фактори во собранието на општината, извршниот совет и така натаму. Овој проблем е кај нас посебно актуелен, бидејќи како општина сме неразвиено подрачје и во изминатите години инвестиционата активност беше прилично слаба. Периодот што престои ветува дека на тој план ќе се стори нешто повеќе. Таа инвестициона активност ќе бележи зголемено темпо, а со тоа ќе се создадат услови за поинтензивно вработување. Овој број на безработни, кога го знаеме бројот на активното работоспособно население и бројот на вработените е несоодветен, многу мал. Тоа зборува дека сите оние кои што имаат потреба од работа не се и евидентираат во заедницата, во стручната служба. Има од подрачјето на Гостивар прилично луѓе кои што екзистенција бараат надвор од републиката, надвор од Гостивар, надвор од републиката. Цениме дека има негде околу 3000 до 4000 луѓе низ Југославија кои што екзистенција нашле во сладкарството или во некоја друга работа, а исто толку и во странство. Од друга страна, бројот вака малиот број, евидентиран број на невработени, резултира и од фактот што женската работна сила во нашето подрачје неадекватно е евидентирана во заедницата. Тоа резултира од причини кои што сигурно не се предмет на овој разговор. Прашање е менталитет, сваќање и така натаму. Најпроблематично во овој момент за нас како служба е вработувањето на средношколците. Лицата со завршено средно образование, конкретно кај нас тоа се младинци со завршен економски техникум, гимназија, техничко училиште, машински техничари, бравари, електричари и така натаму. Нив во заедницата ги имаме негде околу 400 и прилично чекаат на вработување, негде во просек околу 3-4 па и повеќе години.